večera, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Skora večer večerala, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Treta večer večerala, tri kokoški prženi, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Četvrta večer večerala, četiri ovnika leši, tri kokoški prženi, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Peta večer večerala, pet mi kravi jalovi, četiri ovnika leši, tri kokoški prženi, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Šesta večer večerala, šestka mili grbavi, pet mi kravi jalovi, četiri ovnika leši, tri kokoški prženi, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pak se ne napila. Sedma večer ispila, sedum bočni so vino, šestka mili grbavi, pet mi kravi jalovi, četiri ovnika leši, tri kokoški prženi, dva miletna galaba, jedna erebica, pak baba ne jala, pak baba ne pila, baba bila zgojosana, pak se ne najala, pet vam se natreskala. Треба тренинг за овие наши македонски набројувалки, една карактеристика на македонскиот мелос песни кои ги има само во нашите краишта или пак поттекнуваат одовде. Ова е една од ретките препеани или преработани. Рубин Благадуша и Стеван Благадуша е со нас. Утрово. Добро утро. Добро утро. Ве поздравувам. Најпрво време да ни ја честитам новата година и нормално божичните празници и да му посакаме за новава да бидеме посреќни, повесели, да се почитуваме, да се сакаме и пред се да си ја сакаме и Македонија. Така.
Ова е само една од песните изворни или пак стари, кои што ги имаш преработено, но ти имаш создавано и твоја музика, нели музика која што е некој помодерен звук, некој помодерен фолк, кој што најчесто се бара, нели, помеѓу што го сакаат младите, како да, точно така. Така е, но што повеќе и патриотски песни исто така. Што најмногу ти лежи на срце, како е? Па искрен да бидам, повеќе сакам староградската македонска музика и затоа работам секогаш да овие подзаборавени македонски песни, стари македонски песни, кои што се ги наоѓам од некоја архива и така да секогаш сакам да ги направам со некој нов аранжман, да изгледа така малку по да звучат повкусно, за да може и нормално младата популација да ги слуша. А такви имаме еден куп кои што се уште не се откриени и мислам дека во наредна прилика ќе имаме и за некој покус временски период да снимеме исто така една нова староградска македонска песна, која што мислам воопшто не е ни слушана тука во Македонија, но тоа ќе оставиме не откриве, да не биде некој побрз од тебе, со оглед на тоа дека ти покрај музиката се занимаваш, Рубини, со многу други работи, нели, бизнисмен си и некогаш и не наоѓаш време да се посветиш комплетно на ова. Но затоа Стефан е тука кој што е твојот син и со кој ти имаш снимано една убава песна. Пред колку години, Стефан ќе ни каже, кога беше? Па песната беше 2011-та снимана, спотот 2013-та го снимивме, така да имав 11 години така песна која снимивме, да. Да, пред тогаш си имал 11 години, сега имаш... Сега имам 19. Помогни ми да пресметам на брзина. Станува збор за авторска песна. Имаме ние инсерти и тоа да видиме како изгледал и Стефан тогаш, кога се одлучил за овој дует со татко. Веројатно ти го покани, па он прифати. Така, авторска песна. Песната е снимена во нашето родно место во нашата Прилогаштани, во општина Прилогаштани. Текстот е на Борче Нечовски, а музиката е на Дејан Момировски. Ова е на прв пат изведен на фестивалот што беше во Прилеп фест. Тогаш не се одржа, мислам дека и ќе продолжи тој фестивал да се одржува, имам некоја информација. Така, дали ова беше единствената песна која снимевте или имате и други? Да, заедно единствена ние која имам снимена. Така. Како се снајде Стефан тогаш на негови 11 години, претходно без некоја музичко, некоја... Музичко, онака, да, по настапи, училишта, приватни настапи, слични работи, како мал се уште. Не ми беше некој проблем, немав трема воопшто. Так. Едноставно... Не беше напорно во тие тогаш кога да се научи текст, да се отпее со оглед на тоа дека си имал... А на фестивалот сега Рубин добро разбрав. Ја изведовте или дека рече? Ја изведовте. Мислам дека беше 2013, ако не се лажам, Прилеп фест, така да после тоа следуваше и спото што имаме сега снимено, али сакам да им најавам на гледачите дека ова ќе се преснима, значи... Па да, тоа не можевме ниту сега да изведеме тука на плейбек, затоа што гласот на Стефан значајно се промени. Во преговори со Дејан заедно во XL студио, каде што е снимена и нормално и со Борче Нечовски, така да Стефан сега има веќе поразвиен вокал, тоа беше мало детски глас и мислам дека песната ќе изгледа прекрасно. Да, но Стефан сега има и некои други интереси, како менуваат годините и како се менуваат нештата. Тој на еден поинаков начин се ориентира некаде во некои нови жанрови или пак канали за комуникација кои што се актуелни, а тоа е популарниот канал YouTube, каде што за оние кои не знаат, нели, е вистински тренд, особено помеѓу младите, мада и многу возрастни луѓе имаат буквално своји медиуми на некој начин, затоа што секој канал, секој медиум, каде што се представуваат во зависност од своите интереси, во зависност од она што го прават. Кажи ти нешто повеќе за твојот YouTube канал, Благадуша се вика, така? Благадуша, точно. Мојот канал е онака составен од хумористичен жанр, за најчесто за скечеви, хумористични видееви. Последно сега брзо имаме пред 2 недели снимивме една рап песна во хумористичен стил. Така. Скечеви, како што кажав, понекогаш гейминг видеа, зависи што барат гледачите, лайв стримови и слични работи. Така. Ајде да видиме едно од тие видеа, имаме подготвено ние, всушност двема заедно, мислам дека имаме време, во кое што, затоа што морав внимателно да ги селектирам. Таму е слободен говор, има малку шеги, има и по некоја цост, нешто што е дел од нашето секојдневие, но бидејќи морам да бидам внимателна, го селектирав токму ова. Ајде да видиме.
Патни исправиве, молам. Лична карта, во ред. Увеќање дозвола, во ред. Возачка, во ред. Терајте слободно. Се е во ред. Возачка со уреќање и лична карта. Во ред, во ред. Во ред, море, си мој во ред. Како му пишем казна. Ми текне. Левата нога не ви е клајна на компук. Еве ви што е, бре. Со здравје да си носите. Во рок од 24 сата да се плати. Поведете што ќе порачате? Салата, добро. Со сирење, да. Може и малку ракија самете, така е? Да. Еве ракија. Тоа ќе биде? Добро, ви благодарам. Што сакате пичурник, мајчин, рајато ми го расипавте, кажи ај. Ракија, шливојца. Нема шливојца, крушкојца, ако сакаш моите. Крушкојца, крушкојца. Да тебе 20 денари пашкапо. Крушкојца. Какво пиво е, ќе ти дам и тебе ракија. За тебе јаболкојца ќе ти дам. Јаболкојца. Друго, салата нема денеска, зелка нема. Нема шкина со зелка, ме мрзе да помог бахча. Утре салата, дојдете за салата утре. Главно јадење, ако сакате, гаш пилешки да ви дам, може. Как. Гаш пилешки. Ше наше од сега, кај нас одеки отпреми се плајчат, ше наше 1400 динари. Наши, не српски. Еве го е шапот. Ела, внуче, да ми ти дай дедо пари, да си купиш чоколадце. Ела да ми ти дай дедо пари. Ела, мамо. На ти да си ми купиш на чоколадце, на. Дедо дай пари да си купам чоколадце. Што да си купиш? Чоколадце? Мраш там те вратна менашки со баштуно има очи да истераш. И ти толка за пари односен ко татка ти и ти. Да ти шерам татка ти. Мраш там джубре едно. Добро, мора да бидеме самокритични. Често, нели, нашата култура на однесување е предмет во хумористичниот жанр, па така одбра и ти, нели, Стефан, да направиш малку шега на сметка на нашата култура или начин на живот нас према онаа во светот. Кој се ти помага за овие видеа, затоа што не си сам, нели, ти треба и екипа? Најпрвен кога почнав ги правев баш сам точно видеата. Стана со тек на време потешко, како што имав потешки предизвици што требаш да ги направам. Значи најпрвен и најмногу можам да кажам дека сестра ми помага во снимањето, фокус, камера, се што треба. Потоа исто така во моите скечеви учествува доста често и во икоми. Мајка ми во последното видео ја има неја. Така да имам огромна поддршка најмногу од моите, од најблиските. Така, но и од другарот тука. Така. Што сака да кажам, сестра ти има и свој канал, таа солена душа. Солена душа, направивме канал, нешто да излези како исто хумористично да биде, за сега има едно видео, па ќе продолжи. Солена душа ќе дојде, што нели ти си благ. Ова се 5 врсти водители, што би рекол. Стефан има тука и забавни, и смотани, и вакви, и онакви, но добро е кога се правиш шега, нели, и се прифаќа шега на собствена сметка. Сега, дали ќе продолжиш можеби во фолк песната, музиката, нешто во што те воведе татко ти? Така, да, би продолжил. Не само во фолк, исто така можеби позабавно балади и слични работи, но претежно во фолк. Така. За сега да ги поканиме, нека те следат на овој твој YouTube канал, ако им се допаѓаат твоите скечеви, како вел, ставете лайк или дислайк. Или дислайк, да. Така и велиш и самиот. Ти благодарам што беше наш гост. Ви благодарам и јас. Рубин, за крај, кажи ми твоите планови, веќе нешто откри околу преснимувањето на оваа песна со твојот син, но и нова, некоја стара изворна, друга? Да, веќе во 2018 ќе имаме некои поголеми
по обработка на песни од старите македонски непрепеани песни, што ги имаме сега моментално, исто и ново компонирани. Во контакт сум со повеќе текстописци врвни, значи во текстописци во Македонија, така да ќе излеза некои 7-8 песни во 2018, така да мислам дека ќе биде и ново компонирани и нешто од староградско препеано. Пари, пари и Гучи, Гучи беа песни кои што предизвикаа големо внимание во јавноста и имаат многу прегледи и така натаму. Кој е автор на таа песна? Борче Нечевски, Так. музика Ден Момировски. Так. Ајде со неа како едно од оној популарен, модерен фолк парче да го заокружиме ова наше дружење. Повели. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Таков ми е късметот, полно ми е кесето, па си правам кепови, вез ден празнам джепови, по кафани ломпувам, гардероба купувам, бахчи жена свирачи, да ми свират до зори. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Душа што ми посака, се ми оди од рака, око што ќе погледне, сака да е за мене. Шетам по државите, па ги трошам парите, и да сакам не можам, сите да ги потрошам. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Пари, пари, сакам многу пари, 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 да возам и Ферари, да пијам виски, да љубам згодни жени, мене ништо нема да ме смени. Браво, благодариме за учеството во емисијата на Рубин и Стефан Благадоша, кои беа ова утро со нас.